Да, драги, токму така се јавуваме во живо од УХМР, а по периодот на променливо и врнежливо време пред нас се денови со повеќе сонце и пораст на температурите. Колку ќе трае оваа стабилизација на времето и каква пролет не очекува понатаму, утрово одговори на овие прашања бараме од дежурниот синоптичар Јулијана Фидановска-Мишковска од УХМР. Јулијана, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, ви благодарам. За почеток на нашиот разговор по врнежливиот период изминативе денови, што услови стабилизирање на времето и појава на сончеви денови? Каква е прогнозата за денешниот ден? Така, денес ке имаме сончево, стабилно време и топло, навистина пролетни температури. Денес максималната температура во интервал од 19 до 25 степени и за Скопската котлина е прогнозирана максимална температура до 25 степени. И во текот на утрешниот ден ќе се задржи стабилно, сончево, очекуваме и за степен 2 и повисока дневна температура. Наутро утринската температура не се очекува да биде негативна, во интервал од 0 до 8 степени, додека дневната од 21 па се до 27 степен и во Скопје очекуваме околу 25 степен утре, значи сончево време со локална појава на облачност преку денот и со слаб ветер од северен правец. Навистина имавме убаво време во текот на викендот, особено во текот на вчерашниот ден со високи температури и сонце. Колкав пораст на температурите може да очекуваме и во наредните денови, дали тоа ќе биде над просекот за овој период од годината? Овие температури што ќе ги имаме денес и утре се во границите на просекот за овие први денови од месец април, но веќе од среда ќе имаме променливо време и се очекува постепено од среда опаѓање на дневната температура и во деновите потоа. Значи во среда ќе имаме и локални врнежи од слаб дожд, а дневната температура веќе во интервал од 16 до 23 степени. Со тоа што и во деновите потоа ќе бележиме дневната температура ќе бележи тенденција на опаѓање, значи ќе бидеме под влијание на влажна воздушна маса, се очекува и продор на постуден воздух од север, така што веќе од четврток и позначително опаѓање кај температурите. Така, тоа значи дека Великден ќе го дочекаме со малку пониски температури, постудено време за разлика од овие денови кога имаме навистина убаво време. Да, изгледите се дека ситуацијата, синоптичката ситуација е веќе во деновите од викендот, значи за време на великденскиот празник, дека ќе имаме врнежливо, доста постудено време со температури кои ќе бидат за 10 до 12 степени пониски во однос на тие што ќе ги имаме денес и утре. Така, Јулијана, ви благодарам. Тоа ќе значи дека граѓаните што се очекуваат да патуваат, треба да се подготват на постудено време, да си понесат со себе и чадори, затоа што навистина ќе имаме залудување. Ви благодарам што утрово бевте од Македонија. Благодарам и вам. Во Македонија наутро разговаравме со Јулијана Фидановска-Мишковска од Управата за хидрометеоролошки работи. Ги чувме најавите за тоа каква временска прогноза не очекува во текот на денешниот и утрешниот ден, но исто така слушнавме и дека Великден за жал ќе го дочекаме со малку пониски температури и со врнежливо време.